Следите, Трилинг во продолжение разговорот со пратеничката од СДСМ, Станела Шкрелј, ковид пандемија, недостиг на учебници и речиси секојдневно сведоци сме на лажни подметнувања на бомби. Не ви се чини дека во Македонија како да владее беззаконие? Видете, мислам дека сите сме свесни за тоа дека во еден дел нашата земја, не само нашата земја, тоа е нели нешто што се случува и е поврзано со агресијата во Украина и сите тие престројувања во глобални рамки е мета на напади, меѓу кои се и овие дојави за бомби. И целта на тие дојави е токму тоа, да се креира хаос, да се креира збунетост, да се креира несигурност кај граѓаните. И за жал, сведоци сме дека си ја постигнуваат целта. Она што знаме дека институциите, надлежните институции, како што се секторите во Министерството за внатрешни работи, работат на тоа. Сигурна сум дека работат на откривање, меѓутоа свесни сме дека напредокот на технологијата за жал навистина возможува да некој може да седи во некоја си земја на друг континент и нели да ги испраќа тие мејлови. Се согласувам дека имаме многу предизвици во образовниот систем, децении имаме предизвици. Ковид пандемијата само ги акцентираше и ги исфрли на површина сите предизвици дополнително. Меѓутоа, она што лично сметам дека навистина повторно покажува колку ние не успеваме да седнеме, да се договориме како политички субјекти, да го направиме она што е добро за нашите деца, е тоа што и кога имавме зачеток на реформи во образованието, кои што беа поздравени од сите релевантни меѓународни организации, како што е ОЕЦД, како што е УНИЦЕФ, поддршката ја добивме од делегацијата на Европската унија, видовме блокирање на таа реформа токму од страната на опозицијата, со некакви си лажни вести и информации дека ќе се бришала историјата или некои такви нели слични дезинформации. Така да во тој дел мислам дека доколку навремено ги усвоивме тие пакет реформски закони во образованието, немаше да го имаме овој проблем со учебниците сега. Зошто парламентот се сведе наместо од храм на демократијата на ниво на политички примитивизам? Во законодавниот дом деновиве јавноста е сведок не на размена на аргументи и контрааргументи, туку на политичко гилотирање. Се согласувам со вас дека собранието деновиве на се личи само не на највисоката институција во државата, домот на граѓаните, храмот на демократијата и повторно се сведува на таа политичка некултура. Не за џабе на индексот на демократија имаме најниска, односно немаме ни преодна оценка, во делот на политичката култура имаме тројка. А за да имаме преодна оценка треба да имаме 6. Видовме дека согласно рангирањето на економист оваа година сме во дел на групата на демократии со недостатоци, меѓутоа не сме веќе дел од групата на зебри кои што се нарекувани хибриден режим. Меѓутоа токму тука во делот на политичката култура не имаме оценка 3, а преодна оценка е 6. И повторувам, тоа е обврска и одговорност на сите политички субјекти. Ние сме сведоци на крајно радикализирање на она што значи реторика, особено во собранието. Сведоци сме на тоа да имаме надпревар кој кого повеќе ќе навреди, се со цел да придобие некакви поени кај дел од своето гласачко тело. И тоа е она што постојано се обидувам и да го кажам на говорница и го разговарам со колегите во собранието, дека ние не можеме само да реагираме и да пренесуваме пораки што дел од нашето членство сака да ги слушна. Дека наша обврска како јавни функционери, како тие кои што имаат пристап до најмокното орудие, тоа е говорницата во собранието, имаме обврска на некој начин и да едуцираме, имаме обврска да пренесуваме пораки кои што ќе значат подобра кохезија на македонското ткиво, а не пораки кои што значат подигнување на меѓуетнички тензии, говор на омраза према етнички групи, говор на омраза према жените, говор на омраза према ЛГБТ заедницата. Одговорноста е на секој еден од нас. Реконструирана влада, нов коалиционен партнер. Но се чини дека Ковачевски не успеа во намерата да стигне до драстично зголемено парламентарно мнозинство. Што добивте, а што изгубивте како владеачка гарнитура во овој момент? Па видете, јас би се согласила со констатацијата на една моја колешка дека во политиката математиката не е секогаш така прецизна и не секогаш 65 е само една бројка повеќе од 64. Добивме бројка од 65 пратеници стабилно мнозинство. Зошто го потенцираме тоа? Затоа што да, членовите на така наречената огнена група
не гласаа за предлозите за реконструкција на владата, меѓутоа нели се тука и ги поддржуваат сите оние други реформски процеси, измени на закони кои што ги бара процесот на пристапување кон Европската унија. Алтернатива исто така, без разлика што ја напушти владата, јасно кажа дека нема да го блокира, односно ќе го поддржи европскиот пат на нашата земја. Така да Точно е тоа дека алтернатива реши дека ќе го поддржи, меѓутоа со услов во делот на промената на уставот. Па, мислам дека пак се навраќаме на она дека политичките субјекти честопати, обидувајќи се да добијат поени кај своето членство, нели излегуваат во јавноста со некои барања. Меѓутоа, јас сум сигурна дека нема да има таму блокирање на уставните измени. Така да доколку Кога велите нема дека сте сигурни дека нема да има блокирање на уставните промени, дали до крајот на година сметате дека ќе успеете да ги реализирате уставните измени? Видете, она што сега треба во најскор рок да почне, тоа е, нели го спомнавме во делот разговорот, тој диалог не само меѓу власта и опозицијата, вклученост на сите општествени чинители да се исцртаат уставните измени. И таа постапка ќе почне. Сепак ќе биде одговорност на секој политички субјект и на секој пратеник дали ќе донесе таква одлука да го нели поддржи процесот на пристапување на нашата земја кон Европската унија или не. Меѓутоа, многу е битно во тој процес да зборуваме отворено и да комуницираме отворено со јавноста. Да не наметнуваме тези дека е возможно да се направат измени во преговарачката рамка или да се обезбеди подобра позиција, затоа што тоа не е така. Преговарачката рамка е подпишана со сите земји членки на Европската унија. Не е подпишана со Бугарија, преговараме со Брисел, не со Бугарија. Преговараме со Брисел, меѓутоа Бугарија има можност да става сопки на секој од поглавјата. Процесот е таков и нели затоа има големо барање за реформирање на процесот на одлучување внатре во Европската унија. Затоа што секоја земја во секој момент има можност да става сопки. Не постои начин вие да обезбедите и многу добро знаат и колегите од опозицијата дека тоа што се спомнува писмена гаранција или нешто слично нема таков механизам. И затоа Европската унија на големо разговара за промена во начинот на одлучување, затоа што се соочуваат со слични проблеми нели ево во процесот на проширување на НАТО или слично. Меѓутоа пораката е дека мораме отворено да комуницираме со нашите граѓани. Нашата позиција е таа. Дополнително, значи јас на вистина не сметам. И тоа го кажувам како припадник на друга етничка заедница, која што, нели, јас сум бошњакиња, родена сум во оваа држава е моја татковина, и не гледам како оваа држава изгуби со тоа што сите други народи ги стави подеднакво како државотворни народи во Уставот. И не сметам дека додавањето на други малцинства во Уставот на некој начин ќе го загрози нашиот народ и идентитет. Дополнително, на вистина се согласувам дека ќе се направи една јасна дистинкција, дека таа теза која што се промовираше долго време од Бугарија, дека сме нели еден народ, две држави, не држи дека ќе имаме јасна дистинкција. Нели е помалку политички лицемерно до вчера да се зборува дека владата предводена од СДСМ е корумпирана? За истиот тој лидер, говорам за Таравари, денеска да седи заедно на иста маса со Ковачевски и Ахмети. Јас не би можела да коментирам за лицемерие во политиката, затоа што во политиката секогаш кога политичките субјекти нели ќе се го најдат интересот, ги прават тие договори, подеднакво лицемерно беше лицемерен и обидот, неуспешниот обид за формирање на нели тоа парламентарно мнозинство, каде што видовме многу чуден спој на ликови и лидери на политички партии на таа слика. Што значи дека сепак доминира партискиот интерес наместо интересот за граѓаните. Во овој конкретен случај, јас сум сигурна дека доминираше она со што го започнавме разговорот, а тоа е проевропскиот блок кој што треба да ја придвижи земјата во овој процес. На крајот, задоволни сте од застапеноста на жените во парламентот и во владата? Јас го кажав, тоа е јавна одговорница. Ние во однос на застапеноста на жените во собранието на вистина имаме голем исчекор и мислам дека сме лидери во регионот, имаме над 42% жени во собранието. За жал, тоа не се рефлектира на политичката култура.
Еден од најголемите мои шокови беше повлегувањето во собранието, иако и претходно сум работела и сум дел од граѓанскиот сектор што работел на таа тема. Значи, знам за насилството врз жените во политиката, меѓутоа не зборуваме само за настапите јавни што се одговорница, зборуваме она што не го гледа, не го регистрира камерата, дофрлувањата, нели духовитите коментари на колегите, мажи во пратеници. На вистина, таа институционална култура во собранието и за жал во мноштвото институции се уште оптеретена со мизогинија и сексизам. Во однос на владата, не сме секако задоволни, меѓутоа морам да потенцирам дека ме радува што имаме сега 4 жени кои што се предложени во делот на реконструкција на владата и морам да констатирам дека доколку направиме анализа, Социјалдемократскиот сојуз е тој што има најголем процент на жени во собранието, над 60, и дека предлозите и нели жените кои што се во владата се во најголем дел представнички и номинирани од Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа тоа никако не ги оправдува останатите партии и мислам дека тука ние жените сме сложни, без разлика од која политичка партија доаѓаме, дека е време за 50-50 и во собранието, меѓутоа и во извршната власт и на ниво на градоначалници. Постојано се конфронтирате со најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН, но сте сложни браќа кога станува збор за патните трошоци. Но сега конкретно ве прашувам, што вие мислите за последната одлука на Уставниот суд за укинување на апанажата? Јас не би сакала да коментирам, Уставниот суд ја донесе таа одлука и мислам нема што да коментираме. Таа одлука се ставува на сила. Во делот на патните трошоци за пратениците, бидејќи доаѓам од Скопје, не сметам дека јас, например, треба да зборувам во име на тие пратеници кои што се надвор од Скопје и го користат тоа. Секако дека на некој начин треба да биде регулирано тоа прашање, меѓутоа гледаме дека на вистина е изложено на многу негативни реакции во јавноста. Може би треба да седне да се размисли за некој друг модел, меѓутоа сепак сметам дека јас како пратеник кој што доаѓа од Скопје и не користи патни трошоци, не треба да зборувам за модели кои што ќе значат покривање на трошоците на другите колеги. Ви благодарам за гостувањето во емисија. Благодарам за поканата. Почитувани, тоа беше Санела Шкрелј од СДСМ.